Ова е Јована Симоска. Има 10 години, ученичка е во 602 оделение во основното училиште Андреја Савески Ќиќиш. Неудамна таа ја скрати косата за да ја донира во холандска организација, од неја да изработат перика за деца болни од рак. Со ова, Јована одржа важна лекција за хуманост. Јас долго време се обидував да дознам како можам да направам хумано дело и отпосле дознав дека можам да донирам косата за децата со рак. Мајка ми контактираше со нив и после ги праша и тие одговарија дека мора да биде косата 30 сантима во плетенка, да не биде оштетена и да не биде избана. Многу е лесно да се најде таа организација на Facebook, ZDM се вика, и не треба никакви трошоци да се даваат, ниту да се патува, толку едноставно да им се јави, тие ќе ви кажат каде треба да испратите и дека треба во плик со должина на плетенката од 30 сантиметри. Јана пак е сестра близначка на Јована. Вели дека за некои месеци таа ќе го направи истото хумано дело. Својата коса ќе ја донира онаму каде што е најпотребна, само чека да и порасне за да ги исполни критериумите на организацијата. Донирањето за отјава на косата ја го поздрави целото семејство и затоа сакам и ја да ја донирам, да порасне уште мало ќе ја донирам. Сам да постигнем херојство, да дадем хуманост за тие децата со болни од рак. Психологот на училиштето Андреја Савески Ќиќиш, Снежана Стојановска, вели дека гордост е премал збор за да опише како се чувствуваат сите во училиштето што го делат со ученички како Јована и Јана. Смета дека најважно од се е што со овој гест упатуваат силна порака која треба да стигне до секој од нас. Јас кога слушнав за иницијативата и она што го направиле нашите ученички, навистина бев фасцинирана, пријатно и нема на кого не ја споделив таа вест. Не само јас како представник, како психолог од училиштето, сите сме горди на нашите ученички и секогаш велам, треба да се верува во децата, треба да се има верба во нивните способности, во нивните иницијативи, спремни се некогаш да изненадат. Многу ме радува што ова изненадување е за поздравување и се надевам дека ќе поттикне многу други вакви дечиња да бидат хумани, да помогнат, а тука се работи за две девојчиња со изградена самосвест, со изграден сопствен став и со желба нешто да направат за други деца. А Јована е со едноставен одговор зошто се одлучила на овој чекор. За среќата на децата со рак. Сам да им кажем и на другите луѓе со долга коса наместо да ја фрлаат косата, едноставно да ја донираат. Јована и Јана не испратија од нивното училиште советување дека чувството на сатисфакција кога помагаат на други ќе го носат со себе постојано. А кога секој од нас би се однесувал вака, секој ден би се разминувале со насмејани лица.